Во новото издание на Дигиталните вести ќе гледате. Соосновачот на Microsoft Бил Гейтс открива кога им дозволил прв пат на своите деца да имаат мобилен телефон. Ќе се задржиме и на предностите и недостатоците на VPN, а ќе ви објасниме и детално што е тоа. Првиот суперкомпјутер кој што го симулира човековиот мозок наскоро ќе биде вклучен. А на крај ќе направиме и добра рецензија на играта Spider-Man 2, која што се повеќе го привлекува вашето внимание. Останете со нас. Ова е DigiPlus. Добре дојдовте во DigiPlus и денеска за вас издвојуваме навистина интересни содржини кои што ќе го задржат вашето внимание во нашиот редовен термин секоја недела нешто пред 18 часот на Телма телевизија. Седнете добро и внимателно проследете што имаме подготвено за сите вас. Почнуваме со онаа изјава која што Бил Гейтс, или коосновачот на Microsoft, ја даде за медиумите запрашан кога тој им дозволил на своите деца да земат мобилен во рака, односно да имаат мобилен телефон на користење. Еве ги неговите совети до сите оние кои што се уште се прашувате кога е најдобро време на вашите деца да им дадете мобилен телефон. Експертите и родителите тврдат дека децата поминуваат премногу време пред екраните, бидејќи штом ќе му дозволите на детето да има телефон, во основа нема враќање назад. Бил Гейтс, чии деца сега имаат 27, 24 и 21 година, неодамна за Mirror изјави дека на своите деца не им давал мобилен телефон додека не наполнат 14 години. Иако на некои родители ова им изгледа тешко, извештајот на платформата Kids and Touch открива дека просечната возраст кога децата ги добиваат своите први телефони е 10,3 години. Кога неговите деца добиле телефон, изјавува Бил Гейтс, тоа било прилично традиционално, со ограничување и забрана. Не им било дозволено да ги користат телефоните на маса, за време на домашна работа или учење. Интересно е тоа што тој дури им забранувал на своите деца да користат производи на Apple во нивното домаќинство, поради неговото ривалство со Стив Џобс. Исто така, коосновачот на Microsoft наметнал ограничување на времето на екранот кога неговата ќерка почнала да покажува знаци на зависност од видеоигри уште во 2007 година. Ваше е дали ќе го прифатите советот на Бил Гейтс и какви правила ќе вметнете во вашиот дом. Но ќе се сложиме сите дека треба да има ограничување во користењето на мобилните телефони, посебно кај децата. Сега ќе се занимаваме со една тема која што знаеме дека ќе ви интересира, со оглед на тоа дека стигнаа прашања и до нашата редакција, па решивме да посветиме цел еден прилог со сите објаснување за VPN технологијата. Кои се позитивните работи, кои се негативните работи, како вие можете да користите, дали треба да користите, ќе го знаеме, односно ќе одлучите после следниве неколку минути. Во последните неколку години се забележува зголемување на употребата на VPN технологијата. Ако сте го виделе овој термин, но не сте сигурни што значи или дали ви треба, еве објаснување. Акрономот VPN или виртуелна приватна мрежа во основа е воспоставување врска помеѓу вашиот уред и оддалечен сервер, создавајќи тунел кој ги шифрира вашите лични податоци, ја маскира вашата IP адреса и ви овозможува да заобиколите одредени блокови на интернет. Покрај тоа што ги заштитува со шифрирање вашите податоци, VPN го спречува и следењето на историјата на локацијата. Ова е голема придобивка за оние кои сакаат да сурфаат на интернет со зголемена приватност. Иако VPN е легален, во повеќето земји, неговата употреба се уште е забранета или ограничена во некои земји. Според Forbes, VPN е нелегален во Белорусија, Ирак, Северна Кореја и Туркменистан. Легален е со одредени ограничувања во Кина, Египет, Оман, Русија, Турција и Обединетите Арапски Емирати. Сега кога знаете што е VPN, еве неколку работи за кој е корисен, па може да одлучите дали ви треба. Прво, тука е безбедноста на податоците, како што се работните имејлови, информациите за плаќање, како и означување на локацијата. Овие типови на информации лесно се злоупотребуваат доколку криминалците ги добијат, а VPN им ја оттежнува работата. Понатаму, ако работите од дома, може да имате корист од VPN, бидејќи ќе можете да пристапите до ресурсите на компанијата каде и да се додека имате интернет конекција.
Трето, а може би и најинтересно, можете да користите VPN за да пристапите до геоограничена содржина. Например, филмови што не се достапни за регионот на некои стриминг услуги. Сепак имајте на ум дека многу услуги за стриминг имаат блокатори на VPN, така што може да се помачите и да најдете некој што пробива популарни страници како Netflix, Amazon и така натаму. Четврто, користењето на VPN е корисно во земјите каде што владата го ограничува пристапот до одредени услуги. Може би Кина е најпрепознатливиот пример. Иако VPN има свои предности, како и секоја друга технологија, има и недостатоци. Еве брз преглед на некои од лошите страни. Прво, како и се друго во животот, колку пари, толку музика. Не се сите VPN исти, па квалитетот може да ве чини. Не мора да биде огромна сума, но во морето бесплатни услуги, уште една ставка што треба да ја плаќате секој месец, дефинитивно може да ги исклучи потенцијалните корисници. Второ, користењето на VPN ја зголемува потрошувачката на вашите мобилни податоци, затоа што сега мора да дојдат и до VPN серверот. Ова, ако користите VPN на вашиот телефон, може да доведе до повисока сметка. Трето, ако изберете VPN што не е многу добар, може да ја забави вашата интернет конекција без да ви даде речиси ништо за возврат. Уште повеќе, постои можност VPN да ги продаде вашите податоци на трета страна, иако таа опасност постои со било што на интернет, каде што поминуваат вашите податоци. Едноставно треба да имаш доверба. Последната мана што би издвоиле е што повеќето VPN-и едноставно не се доволно ефикасни за апликациите кои што се најпопуларни. Како што рековме, многу услуги за стриминг во последно време почна агресивно да блокираат VPN. Па веројатно ќе треба да пробате многу од нив пред да можете да заобиколите еден од тие блокатори. Верувам дека ви е јасно и дека после овој прилог можете да се одлучите дали VPN технологијата ви е потребна и вам. А сега ќе зборуваме за суперкомпјутерот кој што ќе биде вклучен наскоро и ќе симулира човечки мозок. Што тоа значи? Ќе погледнеме и се разбира ќе ни биде појасно после следниве минути. Истражувачите од Универзитетот во Западен Сиднеј во Австралија објавија дека суперкомпјутерот, наречен Deep South, е способен да имитира мрежа од неврони со 228 трилиони синаптички операции во секунда, со што неговите перформанси се приближуваат до она на оперативната моќ на човековиот мозок. Тимот научници верува дека дизајнирањето на суперкомпјутер, споредлив со обем и моќ со човечки мозок, ќе доведе до подобро разбирање за тоа како калкулира нашиот мозок. Повеќето истражувачи кои дизајнираат суперкомпјутери ги базираат на необработената компјутерска моќ, но бидејќи тимот на Deep South се обидува да ја реплицира невронската мрежа на мозокот, таквиот дизајн значи дека ќе биде поефикасен, помалку жеден за енергија и веројатно поевтин. Истражувачите веруваат дека создавањето на симулиран суперкомпјутер на мозок ќе има широко распространети импликации, доколку се разбере повеќе за тоа како функционира мозокот. Се верува дека новиот суперкомпјутер може да дојде до развој на компјутерски апликации на ниво на мозок во различни области, вклучувајќи сензори, биомедицина, роботика, вселена и големи AI апликации. Напредокот во нашето разбирање за тоа како мозокот пресметува со помош на неврони е попречен од нашата неспособност да симулираме мрежи слични на мозокот во голем обем. Симулацијата на невронски мрежи на стандардни компјутери кои користат графички процесорски единици и повеќе јазични централни процесорски единици е премногу бавна и енергетски интензивна. Нашиот систем ќе го промени тоа, рече професорот Ван Шајк. На крајот на криштата постојат два типа на истражувачи кои ќе бидат заинтересирани за ова. Или оние кои студираат невронаука, или оние кои сакаат да направат прототип на нови истражувачки решенија во просторот на вештачката интелигенција, вели професорот по компјутерско инженерство Ралф Етјан Камингс, кој не бил вклучен во истражувањето. Секогаш позитивно ги прифаќаме новите технолошки достигнувања и секогаш апелираме дека, доколку е тоа за доброто на човештвото, се согласуваме сите заедно и тоа понатаму да продолжи да се развива. Ќе развиваме емисијава со Spider-Man 2, играта која што ве освојува се повеќе и се разбира која што дефинитивно е хит, почнувајќи од оваа 2024 година. Но сето тоа после рекламите. Бидете со нас до самиот крај.
Добродојавте назад, го следите новото издание на Digi+. Пред да продолжиме со содржините, да ве подсетиме да не заследите на нашите социјални мрежи, Instagram и TikTok. А доколку нешто сте пропуштиле или сакате повторно да изгледате, тука ви е нашиот YouTube канал Digi TV. А сега да се вратиме на последната содржина за денеска, која што дефинитивно ќе го задржи вашето внимание. Се работи за играта Spider-Man 2. Пошто е толку иновативна и неверојатна, ќе погледнеме од нашата рецензија која што ја правиме во следните минути за сите оние кои што се геймери или едноставно ги интересира што се новитетите во продолжението Spider-Man 2. Минатата година прославивме 4 децении од премиерата на првата едноставна видеоигра Spider-Man на популарната ретро конзола Atari 2600, која ги постави темелите за широк спектар на идни игри, кои се повеќе детално и амбициозно се обидуваа да ги рекреираат големите авантуристи. Додека многу други игри со суперхерои има различни пречки кои го спречуваа реализирањето на привлечни системи за авантурите на Питер Пакер, секогаш им даваа на дизајнерите на софтвер за забава шанса да експериментираат со иновативни техники за брзо движење низ градот, борбени предизвици и широк спектар на бомбастични борби со голем број позитивни негативци. Кулминацијата на овој бран игри дојде во 2018 година, кога добро познатото студио Insomniac Games во соработка со PlayStation и Marvel Games успеа да испорачаат не само најдобрата игра Spider-Man досега, туку и најдобар суперхерој за сега. Ова се должи на многуте одлични решенија за игра, визуелна презентација, акционен спектакл и емотивна приказна, која го надминува критичниот и комерцијалниот успех на легендарната франшиза Бетмен. Планетарната популарност на Spider-Man и нејзиното издание од 2020 година им даде шанса на Insomniac Games целосно да се посветат на правење амбициозно продолжение направено само за мокниот хардвер PlayStation 5. За среќа, резултатот од нивната долгогодишна работа е отворена светска акциона игра, која драматично ги подобрува сите поединечни елементи од оригиналот. Им дава шанса на играчите да искусат уште поемотивна и визуелно поспектакуларна игра, која едноставно ги соборува од нозе. Најновата игра Spider-Man не воведува во нови фази во животот на двајцата херои, кои повторно имаат проблеми во приватните студии кои не можат лесно да ги решат. Бидејќи проблемите за суперхероите постојано ги туркаат да ги облечат своите впечатливи костуми и да ги спасат животите на нивните цивили низ Нью Йорк. Судбината на Питер Паркер повторно се повторува со доаѓањето на нов голем негативец во Нью Йорк, кој планира да го фрли целиот град во опасност. Мистериозниот ловец Карвен има за цел да најде почесен, силен противник на улиците на Манхетан, кој би било доволно моќен да го победи. Spider-Man 2, како и неговиот претходник, е акциона игра со отворен свет за еден играч, во кој овој пат за време на истражувањето на градот, играчите имаат можност да изберат дали ќе го водат Питер Паркер или Мајлс Моралес. Директна соработка со двајца играчи не постои, иако во многу делови од играта двајцата херои може да се сретнат на улиците на градот. Дејството трае во просек колку и она од првата игра на Spider-Man, околу 15 часа игра. Играчите се принудени да ги водат хероите избрани од програмерите. Играта е полна со навистина импресивни акции, секвенции кои го покажуваат нивото на уништување, способности на суперхерои и иновативни блокбастер ситуации, кои се издигнуваат во квалитетот далеку над настаните од првата игра, а интересниот систем за надградба им овозможува на играчите драматично да подобрат борбата и способностите на нивните херои. Она што ја направи претходната игра на Spider-Man од Insomniac Games толку лесна за играње, беше секако нејзиниот систем кој брзо се движи низ градот. Овој дел од играта сега е уште понапреден, сега има возможува на играчите да се движат уште побрзо и поимпресивно низ драматично визуелно подобрената средина на полуостровот Манхетан, како и подеднакво големите соседни населби Бруклин и Квинс, лоциран веднаш преку реката Хадсон. Најдраматичното подобрување е употребата на мали крилја, што и двајцата Спајдермени можат да ги отворат веднаш том се кренат над повисоко од земјата. А ако се движат брзо и високо, тогаш можат да го искористат својот импулс за навистина слободно да летаат над покривите и улиците на Нью Йорк. Како што играта еволуираше со брзо движење низ градот, така и борбениот систем доби значителна еволуција. И бидејќи играта е полна со борбени арени и разни борбени ситуации кои може да ги сопнат невнимателните играчи, секој дефинитивно треба да се запознае со новите офанзиви и опции кои што ги нуди оваа игра.
Друг сегмент во кој играта се истакнува е секако нејзината визуелна презентација. Одличната графика што ги придвижуваше минатите игри на Spider-Man е значително подобрена овде, давајќи им на играчите шанса да видат многу нови детали во секој дел од градот. Ова драстично го подобрува изгледот на играта во речиси секој урбан дел од играта, а особено во водените површини кои сега реално ја рефлектираат и светлината. Централните ликови на играта се разбира добија значително внимание од програмерите, кои сега изгледаат на вистина импресивно и добро анимирани. Севкупно Marvel's Spider-Man 2 драматично ги подобри сите елементи, што им даваат на играчите слобода лично да учествуваат во нивните ТВ екрани во една од најдобрите суперхеројски игри некогаш направени. Останува да се прашуваме кој херој ќе биде следната инспирација со која ќе не воодушеват од Insomniac Games. This is something else. I need your help. Are you sure this isn't something you can handle yourself? I'm sure. Miles, this is crazy! We call it a symbiote, and it chose you. Get it off of him! Ready for your annual physical? I'm the hero here, not you. What the hell's going on with Pete? You're not yourself. You want to join us? He's here. Така е доследната идеја на креаторите на оваа игра и некој нов херој. Ние се разбира ќе поминуваме одлично слободно време играјќи Spider-Man 2. Не заборавајте да го поминувате времето со Digi+, доколку сте пропуштиле нешто не имате на YouTube и на социјалните мрежи, а имате и реприза на Телма. А следната недела, во нова премиера, ви најавам уште поинтересни содржини. Останете во добро здравје и се разбира, бидете дигитализирани. Чао!